рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. Тројно е намален бројот на заболени од грип во Штип. Минатата недела информираат од Центарот за јавно здравје сезонски грип. Матичните лекари диагностицирале само кај 39 пациенти. Според епидемиолозите, сезоната на грип е се уште активна и не може да се исклучи евентуално зголемување на бројот. Од почетокот на сезоната од вирусот во државата заболеа 32.931 граѓанин. 2 деца на возраст од 3 и 4 години починаа од компликации предизвикани од грипот. СДСМ се обвинување до општината дека штипските училишта во овој период не се затоплени, но од општината и директорите на училиштата велат дека дезинформацијата е дневно политиканство. Денес пред медиумите младите од СДСМ со обвинување за тоа дека штипските училишта со почетокот на второто полугодие не се доволно загреани. Бараат објаснување каде одат парите наменети за затоплување. Почетокот на второто полугодие учениците и професорите го дочекаа во студени училници, без греање. Учениците се принудени да носат јакни, шалови и ракавици за време на часовите. Еве, погледнете ги овие фотографии што го покажуваат тоа. Според информациите што ги споделуваат родители, дури и паќат греалки од дома за децата да не го минуваат денот во студено. Греањето во училиште е минимум услов за нормална настава. Бараме објаснување од Захариев дали парите наменети за нафта за греање во образовните установи се пренаменети и зашто. Порачуваме дека за сите злоупотреби на пари и штети врз учениците и граѓаните ќе има одговорност. Од општина Штип со одговор и демант. Една недела пред почетокот на второто полугодие од Оделението за образование при општина Штип беше извршена обиколка до сите основни и средни училишта и директорите се изјаснија дека нема никакви проблеми и дека има доволно количина нафта за грејење. Досега во општина Штип и до Оделението за образование нема пристигнато ниту една реакција дека во ниту едно училиште во општина Штип нема грејење. Не знам како некој од фотографија може да оцени дали има и грејење или нема и доколку има да се изјасни конкретно за кој училиште станува збор. Демантираме дека има вакво нешто и очигледно станува збор за дневна политика. Значи парите кои што се наменети за нафта се строго наменски и не можат да бидат искористени за ништо друго освен за нафта за грејење. И штипските директори го кажаа своето. Дезинформациите не модат во прилог никому. Основните и средните училишта се добро загреани. Најодговорно тврдиме дека во основното општинско училиште Ванчо прека Штип се обезбедени доволно количина на нафта и немаме проблеми со грејење. Значи наставата се одвија во добри услови односно за грејани ученици. Во името на средното општинско училиште Јане Самјевски, во името на моите колеги кои се директори на основните и средните училишта, категорично демонтираме дека има било какви проблеми во загревањето на училиштата. Секоја дезинформација, за жал, пласирана од младите кадри на Социјалдемократскиот сојуз, представува грубо манипулација со младите луѓе во општина Штип, тоест нашите ученици. Имајќи во предвид дека оваа година имавме ниски поларни температури, одговорот од училиштата е дека во ниедно училиште нема поголеми штети предизвикани од студот. Во сите училишта парното грејење функционира без проблеми. Кочанец натапа брачен пар пошто заработи кривична пријава. Во општина Виница во изминатите 4 години се инвестирани 50 милиони евра во инфраструктура, водоводни и канализациони мрежи, како во градот, така и во селата. Општината инвестираше и во енергетската ефикасност во училиштата и детските градинки, а за развој на економијата инвестираше и во нова индустријска зона. За оваа година главен проект на граѓаните за Виница ќе биде изградбата на затворен градски пазар.
Во општина Виница за 4 години се инвестирани над 50 милиони евра во изградба на улици, водоводни и канализациони мрежи, реновирани се училиштата и детските градинки, а до повеќе села изградена и патната инфраструктура. Градоначалникот на општина Виница Емил Дончев во својот денешен отчет пред граѓаните потенцираше дека еден од главните приоритети на локалната власт е економскиот развој, зашто општината ја изгради и комплетната инфраструктура во новата индустријска зона, каде што се продадени 11 градежни парцели за изградба на стопански објекти. И веќе овде функционираат неколку стопански субјекти. На оваа стопанска мала индустријска зона комплетно ја изградивме инфраструктурата, односно изведен водоводен систем, канализациона мрежа, атмосферска канализација и се асфалтираше главната улица во индустријската зона. Во Виничките основни училишта, но и детската градинка се инвестираше со цел да станат енергетски ефикасни објекти, нивното парно грејење на пелети. Донче вели дека за младите се изградени 2 тениски игралишта во Виница и едно повеќонаменско игралиште во село Истибања. А во делот на комуналната сфера Донче вели дека го решиле и еден од неголемите проблеми со атмосферската канализација. Лани е завршен овој проект на улиците Линденска и Браќа Миладиновци, а годинава продолжува втората фаза од проектот. Се реконструираше и мостот на Градечка река и мостот кај село Лаки, а работивме и изградивме делови од канализациони мрежи во селата Лески, Градец и Истибања. Направивме реконструкција на водоводната мрежа во градот, 3971 метар, така да во тек е и последната фаза од реконструкција на водоводниот систем во општина Виница и за многу кратко време општината ќе има целосно реконструирана водоводна мрежа, односно замена на азбестните цевки со полиетиленски. Дончев забележа дека направена е реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец. Инвестиции во делот на водоснабдувањето има и во селото Грлани. Со фотоволтаични панели за автоматско хлорирање на водата го подобруваме квалитетот на водоснабдувањето во населените места. Обновен е и возниот парк на јавното комунално претпријатие Солидарност со 2 нови возила за собирање на отпад. Изградивме и место за рекреација и забава, кој го нарековме Виниленд кај стариот парк. Виница направи измени на генералниот урбанистички план, изгради и градска капела. Во изминатите години Дончев вели дека како општина ги поддржуваат и познатите винички културни манифестации, Виница Веритас и Истибањско здравоживо. А за да се привлечат туристи од земјава и остранство, смета дека ќе има придонес и теракотата која се најде на банкнотата од 200 денари. Донче смета дека годинава од општинскиот буџет кој изнесува 2 милиони евра, ќе се реализира и еден од капиталните проекти за градот, а тоа е изградба на затворен градски пазар, но и изградба на водоводна канализациона мрежа и патна инфраструктура во сите населени места во општина Виница. Ланската борба против комарците и глувците е успешна, оценија денес советниците, членови на Комисијата за социјални работи, каде што беше разгледан извештајот за заштита на населението од заразни болести. Комисијата за социјални работи го усвои извештајот за заштита на населението од заразни болести. Минатогодишната дезинфекција, дезинсекција и дератизација ги даде очекуваните резултати, а општина Штип од борбата против комарци и глувци успеа да заштеди над 148.000 денари. Беа спроведени 5 дезинсекции, од кои 5 ларвицидни, 5 адултицидни, како и 2 дератизации на територијата на општина Штип. Од предвидениот буџет од 1 милион денари, значи е потрошено вкупно 821.998 денари. На денешната седница на комисијата беше констатирано дека синхронизираното прскање против комарци со другите општини ги даде очекуваните резултати. Ова лето, како што истакна Трајкова, штипјари немаа проблеми со досадните инсекти, за разлика од претходните лета. Можат и граѓаните слободно да кажат, поготово по шеталиштето на река Брегалница, кој што е летно време најпуно, од реакциите дека е за нејанство многу подобро отколку претходната година, која што мислам за 2015 која имаме со невремето и
назначено беше да се изврши исто од Министерство за здравство акции, кој каснеја имаме голем проблем со комрците. Во текот на минатата година биле третирани, односно била извршена дератизација и на 160 шахти во централното градско подрачје, но и во приградските населби. Европската регулатива бара исполнување на стандардите за користење на средства од земјоделските фондови. Напредок на тоа поле има, но треба да се исполнат критериумите и да се докажат со соодветна документација, за да се добијат средства од ИПАРТ, велат од секторот за ИПАРТ во Министерството за земјоделство. Олеснување на условите за аплицирање да, но критериумите мора да се исполнат. Европската унија бара почитување на регулативата и исполнување на стандардите за користење на средствата од фондовите, доколку земјоделците сакаат да ги добијат како повратни за модернизација на стопанствата. ИПАРТ програмата само ги бара од барателите да ги исполнат условите кои што се наведени во нашето национално законодавство. Значи, таа не е баук програма, меѓутоа законодавството кој што ние го имаме во Република Македонија се однесува на заштита на животната средина, заштитата на работата, законот за градење, за благосостојба на животни, значи сите тие мора соодветно да се почитуваат и за тоа барателите треба да достават соодветни документи. Напредок на ова поле има, велат од секторот за управување со ИПАРТ во ресорното министерство. Во голем дел од Републиката има напредок во вадењето на градежни дозволи, пренамена на земјиштето, вадење на градежни дозволи за градење на земјоделско земјиште. Во делот на животната средина исто така има подобрување, меѓутоа да напоменам дека критериумите кои што се бараат за исполнување на стандардите мора да се почитуваат и докажат со соодветна документација. Кусите рокови за собирање на потребната документација, обемноста на истата досега ги коче земјоделците да може да конкурираат за средствата од ИПАРТ програмата. Најчесто поради долгата процедура за добивање на документи за легализација на објектите, пред време се откажуваа од аплицирање. Затоа од првиот ИПАРТ неискористените средства се вратија назад. Од ИПАРТ 2 програмата земјоделците може да повлечат 60 милиони евра за кофинансирање на инвестиции во земјоделството. И оваа година голем е интересот на пензионерите за искористување на владината мерка за банјско-климатска рекреација и викенд. До денес 543 штипски пензионери поднеле апликација во Фондот за пензиско-инвалидско осигурување. И оваа година владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика организира туристички викенд за пензионерите и банјско-климатско рекреирање. Аплицирањето оди преку Фондот за пензиско-инвалидско осигурување, а рокот е до 20 февруари. Апликацијата, односно приемот на барањата, се поднесува до Фондови за пензиско-инвалидско осигурување во подразличните единици во свој град и приемањето почна на 20 јануари и ќе трае до 20 февруари. Значи, во овој период, корисниците на пензија може да аплицираат со поднесување на барање во подразличните единици за прво банјско-климатска рекреација на пензионерите, значи она е тоа 7-дневен престој во едно од банјско-климатските капацитети на Македонија, во Македонија, и туристички викенд на пензионерите кој во 3 дена, значи пансионски користење на викенд се на трошок на владата на Република Македонија. Голем е интересот на штипските пензионери за искористување на оваа владина мерка. Досега над 500 пензионери аплицирале, а повеќето од нив за банјско-климатска рекреација. За овие 15 дена веќе се пријавени 543 пензионери, што е исклучително, значи, бројка за респект, од кои скоро 400 лица се исклучило за банјско-климатска рекреација и останатите 91 пензионери се пријавија за користење на викенд и комбинирано, значи 82 лица конкурирале за користење на еден од двете. Значи, ако не успее во едното, во другото би можело да добие користење на таква можност.
Минатата година од пријавените пензионери над 95% искористиле банска климатска рекреација. Пензионерите од Штип на бања одат во Банско Струмица, а на викенд во Дојран. Право за аплицирање имаат сите пензионери без разлика на висината и категоријата на пензијата. Бесплатниот јавен превоз во Македонска Каменица започнува на 10 февруари. Пензионерите и социјално ранливите семејства секој петок ќе се возат без пари до градскиот пазар, но и до останатите институции во градот. Пензионерите и семејствата од социјално ранливите категории од општина Македонска Каменица бесплатно ќе го користат јавниот превоз од 10 февруари. Градоначалникот Дарко Митевски вели дека пролонгирањето се должи на големиот интерес за користење на превозот, а одлуката е донесена од страна на претседателите на местните заедници и општината. До сега имаме пријавено од 450 до 500 граѓани кои што имаат поднесено документи. Нашите служби и комисии ги разгледуваат кои од нив се уредни и кои ги исполнуваат условите за користење на овој бесплатен превоз. Веќе е направен возниот ред кој што во текот на следните денови ќе биде доставен до видни места во местните заедници. Пензионерите и социјално ранливите семејства бесплатниот превоз ќе го користат во петок, кога е пазарен ден во општина Македонска Каменица. Веќе е направен возниот ред за жителите од руралните средини. Прво тргнување на минибусот кој што е со 20 седишта ќе биде од Горна Саса во 7 часот во петок на 10 февруари, додека на малиот минибус ќе биде исто така во 7 часот од Костиндол. Другите релации за другите селски средини Моштица, Тодоровца, Дулица, Цера веќе ќе бидат изложени на видни места во селските средини, така да граѓаните кои што ги исполнуваат условите и кои што имаат добиено картички за бесплатен превоз од општината ќе можат да го користат овој вид на услуга. Општина Македонска Каменица за реализација на проектот бесплатен јавен превоз набави 2 нови комби возила, кои ќе ги користат и останатите институции во општината за потребите на учениците, спортистите и за децата од детските градинки. Кривична за Кочанец, што физички се пресметал со брачен пар. Штипјанец и Делчевец имале работа со дрога. Првиот продавал марихуана, а другиот ја давал на уживање за време на концерт на плоштадот во Берово. Кочанската полиција го осомничи 34 годишниот ФДЖ за насилство. Според пријавата во декември, Кочанецот извршил насилство врз брачна двојка, со која прво вербално, а потоа и физички се пресметал. Мотивот не го соопштуваат од полицијата, освен дека ги нападнал сопружниците во нивниот дом. Прва на удар била сопругата 30 годишна, а потоа и сопругот 35 годишен, кој ги ударил по лицето и главата. Агресивниот Кочанец денеска заработи кривична пријава за насилство. Кривична пријава има и за Штипјанец, и тоа од Беровската полиција. 33 годишниот СА во 2 наврати, еднаш за 500, другиот пат за 1000 денари му продал наркотична дрога марихуана како рачно изработена цигара джоинт на 23 годишен беровец. Двајцата 2 пати се сретнале на плоштадот во Пекчево лани во јуни. Втората кривична пријава што ја поднесе Беровската полиција е против 21 годишен Делчевец. Во август лани за време на концерт што се одржал на градскиот плоштад во Берово, бил забележан од полициските службеници како наврсник од Берово му дал на уживање рачно изработена цигара джоинт. Првата пријава на полицијата е за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Втората за овозможување на употреба на наркотични дроги. Одбојкарката на УГД студент од Штип Кристина Манева Ѓоргиева подпиша договор и во пролетниот дел ќе засили екипата на Феризај од Урошевац, која настапува во Суперлигата на Косово. На адреса на одбојкарката Кристина Манева Ѓоргиева пристигна несекојдневна понуда за менување на клубските бои. Најдобрата и најискусна одбојкарка на УГД студент од Штип во пролетниот дел ќе настапува за екипата на Феризај од Урошевац, која котира високо на табелата во Суперлигата на Косово. Ова е гест на внимание, респект и почит за нашата одбојкарка, која како засилување во новиот клуб ќе придонесе за враќање на првата позиција на табелата. Екипата на Феризај е минатогодишен шампион во Суперлигата на Косово,
новоесенскиот дел имаше недоразбирања кои раководството на клубот со новите засилувања сака да ги остани и да го врати победничиот дух во нормален колосек. Во Суперлигата на Косово се надпреваруваат 9 екипи, а победникот настапува во квалификациите за европските купови. Освен Суперлигата во Косово фигуруваат уште и првата и втората одбојкарска лига. Инаку Кристина Манева Ѓоргиева подолг период е столб на екипата на Угада Студент, а во минатото успешно ги бранеше боите и на екипите на Вардар и на Форца Волеј од Скопје. Екипата на Китго Пехчево беше успешна во првиот пријателски контролен надпревар и во Дојран го победи второлигашкиот Хоризонто Турново. Подготвувајќи се за пролетниот дел во третата фудбалска лига Исток, екипата на Китго Пехчево вчера го одигра првиот контролен надпревар. На стадионот во Дојран противник им беше екипата на второлигашот Хоризонто Турново, кој заврши со победа на нашиот третолигаш, изразена со резултатот 2:0, полувреме 1:0. Стрелци на головите за Китго Пехчево беа Андреј Симевски и Марио Филиповски. Тренерот Трајче Семев шанс им даде на сите играчи, односно во првиот дел играше една, а во второто полувреме играше сосема друга постава. Серијата пријателски средби продолжува во сабота 4 февруари, кога на теренот со вештачки треб во Белобрадо ќе се сретнат Китго Пехчево и екипата на Вардар од Неготино. Од понеделник 6 февруари фудбалската експедиција на Китго Пехчево ќе замине на 11-дневни подготовки во спортскиот комплекс Истато во Дојран. Во тој период таму веќе се закажени и ќе се одиграат контролни средби со екипите на Кожув, Земун, Борец и со Беласица. Со информациите од спортот, тука се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Имајте пријатна вечер.